Денешниот прес е резултат на реакцијата на битолчани заради тоа што се сомневаат дека историскиот чин за интервентна кардиологија во Битола всушност представува еден популистички чин. За ваше подсетување ќе кажам прво дека пред 2 месеци тимот на доктор Кедев во Битолската клиничка болница успешно ја реализира интервенцијата на коронарно стентирање врз 3 пациенти. Тогаш Министерот за здравство многу помпезно го најави започнувањето на работа на новиот центар за интервентна кардиологија. Го најави, почна, но не продолжи со работа тој центар. Во меѓувреме што се случи? Во меѓувреме се случи дека бројот на пациенти кои чекаат на листата за оваа интервенција е се поголем и деновиве брои околу 30-тина. А додека пак итните случаеви не се обработуваат во центарот, нити се испраќаат во поблискиот во Охрид, туку според сознанијата од пациентите се испраќаат во Скопје. Затоа сметаме дека менаџерскиот тим на клиничката болница Битола треба да им одговори на нашите сограѓани. Што се крие за овој проблем со интервентната кардиологија и кога најпосле ќе почне со работа Центарот за интервентна кардиологија. Имаме прашање и до Министерот за здравство, господинот Тодоров, дали неговите фалби, неговото фалење дека не ја заборава Битола и Битолската болница, всушност представуваат уште едно од нереализираните ветувања што тој ги дава. Се тоа го говориме од причина што на сите нам ни е познато дека за да се спречи поголемото уништување на срцевиот мускул или да се спаси еден човечки живот, факторот време е најважниот во сето тоа.